Владина делегација предводена од премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев е во посета на Рига, каде што ќе учествува на самитот на земите членки од Источна и Средна Европа со Народна република Кина. Димитриев ќе учествува и на состанокот на шефовите на држави од земјите од Источна Европа со Народна република Кина, а целта нормално на овие средби е зголемување на мултилатералната соработка помеѓу 16 земји кои што учествуваат на овој самит, но и зголемување на билатералната соработка помеѓу земјите и Народна република Кина. Голем дел од овие земји веќе се во подснежна фаза на реализација на проектите од финансиските средства од Кина. Впрочем и Република Македонија со помош на кредитот од Ексим банката ги реализира изградбата на автопатот од Скопје до Штип и од Кичево до Охрид. Пред самитот заврши и панел дискусијата на тема транспорт и логистика, на која што присуствуваше и вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, кој што истакна дека приоритет на секоја влада е подобрување на стандардот на граѓаните и зголемување на инвестициите. Затоа е потребна добра инфраструктура. Тој ги потенцираше добрите оценки од извештајот Doing Business на Светската банка, каде што Македонија напредна за 2 места, а исто така даде и пофални зборови за соработката со Народна република Кина. Предлагам овде да ја погледнеме изјавата од вице-премиерот Пешевски. Овој коридор 10, значи од пристаништето во Атина, што оди кон Будимпешта, дека е можно да се направи еден поголем логистички центар, што се разбира за Македонија ќе значи понатамошно зголемување на економската активност, позаселен економски раст, но повторно ќе кажам, многу е важно да се следат трендовите. Она што го видовме на овој форум, дека Народна република Кина развива една целосно паралелна рута која доаѓа од северот преку Балтичките држави со воз и подоцна се продира преку железничка мрежа во Централна и Источна Европа, но целта таа трговија по овој коридор се спушта повторно надоле и до Балканот и важно е да се воспостават овие контакти на време, бидејќи доколку не сте активни, сосем е можно да се случи да бидете исклучени. Мислам дека во тој дел успешно ја презентиравме Македонија. Се разбира, на овој форум ќе бидат остварени голем број на билатерални средби со компании, дел од Народна република Кина, дел што доаѓаат од регионот, не само од секторот транспорт и логистика, тука и од останатите сектори, и мислам дека нашето присуство тука долгороčno ќе биде позитивно за Република Македонија. Така тоа беше изјавата од вице-премиерот Пешевски, а премиерот Димитриев се сретна со бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој оваа средба е оценета како конструктивна и била дадена заложба од двете страни за зголемување на економската и трговската размена помеѓу двете земји и зголемување на соработката во однос на инфраструктурните проекти со акцент на изградба на патната и железничката инфраструктура на коридорот 8. Министерот за надворешни работи пак Никола Поповски се сретна со неговиот унгарски колега Петер Сијарто, каде што разговарале на две теми, а тоа се евроатлантските интеграции на Република Македонија и зголемување на соработката на сите овие 16 земји со Народна република Кина, а во фокусот на разговорите била и мигрантската криза.